Во фирма МК се воведени нови функционалности согласно новиот закон за финансиска дисциплина. За да почнете да ги користите новите придобивки, доволно да изберете да, за да се применува законот за финансиска дисциплина. Кликнете на подесувањата за вашата компанија и на табот Фактури. Последниве 4 сетирања се однесуваат токму на оваа функционалност. Изберете да, за да се применува законот за финансиска дисциплина. Во рок за плаќање на фактурите ставете го бројот на денови за кои најголемиот број на фактури би требало да се платат. За почеток, рокот да зависи од клиентот нека биде сетирано на не. Кликнете за крај на прифати. Додадете нова фактура. Изберете клиент. Автоматски се сетира рокот за плаќање да биде 60 дена, а исто така и се сетира крајниот датум, броен од датумот на внес на фактурата. Зачувајте ја фактурата и еве го новиот рок на плаќање. Што ако рокот за плаќање зависи сепак од клиентот? Тогаш во сетирањата изберете да за ова подесување. Изберете го клиентот, оној чиј рок се разликува од 60 дена и во останати подесувања сетирате го на пример 30 дена. Внесете нова фактура. Изберете го клиентот повторно. Сега рокот за плаќање е 30 дена. Крајниот датум е 30 дена сметајќи од датумот на внес на фактурата. Да ја завршиме оваа фактура. Со зачувување гледаме дека сега имаме два различни рока на плаќање за исти комитет, односно разликата се однесува бидејќи претходно работевме со глобалниот рок за плаќање, а во вториот случај работевме со рокот за плаќање соодветно на клиентот. При печатење на фактурата, покрај датумот се појавува и рокот за плаќање согласно законот. Со помош на тој податок и клиентот е известен за колку време може да ја плати фактурата. Во случај кога датумот на генерирање на фактурата и датумот на прием на фактурата од страна на клиентот не се совпаѓа, например, да речеме фактурата е испратена по пошта и би требало 5 дена за истата да стаса до клиентот, тогаш потребно е само да го поместиме крајниот рок за плаќање. Што ако имаме ситуација да рокот за плаќање е различен за секоја фактура? Тогаш едноставно можеме да го смениме конкретно во фактурата и да важи само за таа фактура. Со промена на рокот се менува автоматски крајниот датум за плаќање на фактурата. Ако клиентот ни е близок и сепак сака да го знае крајниот рок за плаќање, можете тоа да го обезбедите со избор на опцијата да се прикажува крајниот рок за плаќање на фактурите. Да видиме како тоа би изгледало при печатење. Покрај рокот се прикажува и крајниот датум за печатење.
Што се случува сега со фактурите чиј рок на плаќање се приближува? Во ваков случај, 5 или 2 дена пред истекот на рокот, по мејл ќе бидете известени за таквата ситуација. Пример, истекува рокот на бројот на кој број на фактура испратена до кој клиент и за колку дена ќе истече тој рок. Исто така ќе добиете мејл и кога рокот на вистина ќе истече. Овој случај е пропратен и со нотификација и во Ферма МК, така да имате и можност да го известите и клиентот со мејл дека се наближува рокот за плаќање. За сето ова да функционира како што треба, внимавајте да имате внесено валидни имейл адреси на клиентите. Исто така внимавајте и вашата имейл адреса да биде валидна. Во случаевите кога рокот на вистина ќе истече, исто така ќе бидете нотифицирани со мејл, а и ова ситуација се гледа и во листата на фактури. Ако изберете фактурата, согласно законот ќе имате опција за генерирање на надоместок за истечениот рок.